Дали знаете дека доколку некој сака да ве нападне или ве нападне, вие би можеле тоа да го спречите, односно да го неутрализирате, доколку успеете да ги пронајдете или спречите или нападнете или погодите, поточно не нападнете неговите слаби точки. Меѓутоа за сето ова потребно е да знаете една посебна вештина или техника. Јас деталите очигледно прецизно не ги знам, меѓутоа денеска ќе ми биде навистина голема чест да дознаеме малку повеќе и подобро која е всушност филозофијата на аикидото. Верувам дека кога сето тоа ќе го направиме, ќе дојдеме до заклучок дека не само на татамите, туку сите овие нешта можеме вистински добро да ги искористиме и во нашиот живот и во нашето секојдневие. Ви посакувам добри дојде во Ферплей и ве канам во следните минути да останете заедно со нас. Техниката која се заснова само на физичката сила е слаба. Техниката која се заснова на духовната сила е јака, гласи една од филозофиите на кои се темели аикидото. На што се не учи оваа древна јапонска вештина? Дали во Македонија постои интерес за практикување аикидо? Тешко ли е да се оди по патот кој не води кон внатрешна хармонија и љубов? Како аикидото ги промени нивните животи? Во Ферплей со Јана дознаваме од двајцата браќа, сенсеј и основачи на клубот Пат кон мирот, Илија и Трајко Манасиеви. Аикидото е за прв пат тема во Ферплей, иако јас со оваа тема и овој спорт, благодарение на моите денешни гости, се сретнав пред неколку години, тогаш и малку повеќе се заинтересирав за сите детали кои што се надевам дека денес ќе успееме и вам да ви ги пренесеме. Често задоволство ми е што во студиото се двајцата браќа, основачи на клубот Пат кон мирот, кои сега имаат и титули на учители или сенсеј и кои што таа филозофија и таа љубов кон оваа вештина ја пренесуваат и на новите генерации кои сакаат да влезат во овој свет. Добри дојде во Ферплей за Илија и Трајко Манасиеви. Добро ве најдов вас и вашите гледачи. Дел од публиката, верувам, можеби ќе ве препозна и по вашата, ако е така соодветно да речам, примарна професија во светот на правото, вам студентите, работата со нив или тој свет некако вие секојдневие, вие работите како ми рековте адвокат, така? Да. Меѓутоа денес малку повеќе ќе зборуваме за аикидо, па може би звучи чудно, зашто двајца веќе возрастни реализирани луѓе во одреден момент од својот живот добиле желба и идеја дека сакаат една ваква вештина да им биде дел од функционирањето од животот, од секојдневието. Како тоа се случи? Па во принцип ние сме тие генерации каде што филмовите со Стивен Сегал, сенсеј беа многу популарни, дури и денес се. И јас всушност почнав втор да вежбам. Брат ми почна прва вежба. Вие го скршивте мразот. Така е, така е. Јас бев оној скептикот кој што сметаше дека помалиот брат не може да го победи поголемиот брат и дека техниката нема да функционира на мене. Меѓутоа, кога се уверив во техниките на аикидото и филозофијата на аикидото, веќе скоро да нема и ден да имаме пропуштено тренинг. Да, толку е тоа редовно и толку голем, важен дел од вашиот живот. Кога беше ова? Јас почнав да тренирам почетокот на 97 година, кај тогашниот инструктор, односно сенсеј Даниел Димитров, до 2000 година, а потоа заедно со Илија го отворивме нашиот клуб во септември 2001 година и од тогаш непрекинато функционираме и го практикуваме аикидото. И колку е аикидото популарно овде кај нас? Дали од тогаш до сега има некакви промени во поглед на тоа како луѓето во Македонија го прецепираат овој спорт или оваа вештина? Нели не е толку блиска до нашиот менталитет, можеби, до нашата природа, ако зборуваме за ова поднебје, но убаво е, верувам, човек да ја запознае добро. Да. Во нашиот клуб до сега, по нашата евиденција, имаат над 300 деца членувано, исто толку и возрастни. Се разбира дека нашата мисија и тогаш и сега е да го расшириме аикидото што е можно повеќе и секако преку вас медиумите вакви емисии успеваме да допреме до сите граѓани во државата и секако да го расшириме аикидото онака како што навистина треба да го сватат. Ето, тој дел е многу важен. Како и техниката и духовниот дел, се разбира. Да одиме еве од старт. Како едно дете
за децата, кога се помали во нивните одлуки или насочување, секако учествуваат родители. Апсолутно. Зошто според вас би било мудро или паметно еден родител наместо било кој друг спорт или физичка активност што се може би попопуларни, да размисли дека би било добро еве неговото дете да се обиде со аикидо? Зошто да ја направи таа работа од ваша гледна точка? Па затоа што за децата пред се физичката спремност е многу важна. За жал денес, кога технологијата го зема својот дел, детството на децата е повеќе на мобилните телефони и таблети, Да. кои што според најновите истражувања имаат лоши последици по нивниот развој. Од тоа дека има веќе научни статии, дека има проблеми со очното дно, со диоптријата, со фокусот, со неефикасноста на сите 5 прсти во рацете, особено со немање координација, немање свест за околината, аикидото е токму местото каде што децата треба да дојдат, затоа што во секое време тие имаат неверојатна физичка активност. Ние имаме техники кои што се во 3 позиции, од седење, стоење. Имаме работа со орудија, имаме работа со дрвен меч, имаме работа со дрвен стап. И сите тие ги вршат сите моторички функции кои што им се важни. Многу трудови научни има каде што тоа се поврзува и со начинот на интелигенција. Ако имаме во предвид дека и во антиката дури борењето и борбените вештини биле дел од академиите уште во античко време. Значи, многу е важно човекот, детето, особено во развојот, до тие 7 години и потоа во една друга сфера, да можат да бидат свесни за својата сила. Вежбањето аикидо децата ги прави свесни за собствената сила и не ги прави да влегуваат во конфликти, затоа што филозофијата на аикидото е различна. Кај нас е се уште вештина, ние не сме спорт. За да нема скептични меѓу оние кои не следат и за да некој не рече како еден професор или еден адвокат ќе биде соодветен или добар учител за моето дете кој е во прашање аикидото, како или кога вие сте се стекнале со право и соодветно знаење за да можете истото тоа да го пренесувате? Предпоставам има официјален начин кога еден човек Да. веќе има право да се нарече инструктор или учител или некој што ќе пренесе знаење. Да, многу е важно да се има точна низа на учители и знаењето да биде многу точно. Да се пренесува така како што е. Ние се трудиме традиционално го пренесуваме начинот на кој што е создадено аикидото. До сега во нашиот живот сме имале среќа да стекнеме знаење од сериозни сенсеи, пред се на почетокот Даниел Димитров сенсеи, после од Христо Михајлов сенсеи, од сите оние сенсеи каде што сме биле на обука, ние сме се уште можеби двајцата единствени македонци кои што биле учидеши, лични ученици на Ибараки доџо, каде што учениците на создавачот на аикидото Морихеј Уешиба, кои се сега возрастни луѓе, Исојама сенсеи, Нагаки сенсеи, Овада сенсеи, младиот Исојама сенсеи, младиот го кажуваме над 60 години. И нашата генеза на добивање на степени е од Хомбу доџо Токио. Значи ние по моментов сме 4ти дан, тоа е последен дан кој што може да се полага како степен. Веќе од 4ти дан натаму по одредени заслуги и по промоција од страна на учителот се дава следниот дан. Меѓутоа релативно висок степен. Кој е највисокото ниво, најпоследно ниво на дан имаме? Во одредено? моментов, значи Исојама сенсеи е 8ми дан. 8ми дан. Да, меѓутоа внукот на Осенсеј на создавачот на аикидото е Дошо. Тој нема дан, тој е водач на патот. Аха. Ако одиме технички, може би највозрастен Исојама сенсеј со 8ми дан, директен ученик на создавачот на аикидото. Според оно што го гледав за минатото и оние историски податоци, во источната култура, оние кои што ги учеле овие техники и вештини биле на некој начин и привилегирани или избрани и не секој е имал таа чест да ги стекне овие знаења. Да. Како во поново време тоа се регулира ако е соодветен збор за она што го рековте, оној кој ќе ги стекне знаењата да не ги злоупотребува, да го почитува сето тоа, да знае да се носи со сето тоа, да знае каде да го примени, кога да го примени. Одговорноста е голема, нели? Апсолутно, да. Самиот начин на вежбање на аикидото и самото тоа што значи аикидото, природно ве учи да тоа не го злоупотребувате, да го употребувате навистина
оној пат кога ви е најпотребно, односно да го заштитите вашиот живот и здравје. Да се навратам на малку на историјата, секако дека кога Осен Се или наш големиот учител Морихеју Ешибо го создал аикидото, во тоа време часовите биле од затворен тип и морало некој да ве препорача да појдете и да вежбате во таа школа. Нормално, како времето поминувало, сватиле дека вештината треба да се отвори, треба да се даде и на светот да ја изучува, па така се отвараат и првите школи, така и ние имавме среќа да се запознаеме со аикидото поблиску. Сега, оние кои што се ваши ученици или оние кои во Македонија особено се занимаваат со аикидо, благодарение на вас имаат шанса да ги прошируваат знаењата заради контактите кои што ги имате. Па еве во периодот кој што предстои организирате еден убав семинар со личност која што значи за овој свет. Кажете ми ги сега вие деталите за кого станува збор, иако овој човек имав среќа. Благодарна сум да го запознам и ќе биде дел од целиот овој разговор. Согласно принципите на аикидото, и ние го цениме тој гест што 2019 година вие го покривте тој настан медиумски и благодарение на тоа вие добивате ексклузивата да го најавиме тој настан токму во вашата емисија, во една друга телевизија, Телма телевизија. Се работи за семинар со почитуваниот Кеизава Сенсеј, 7 дан, кој што инаку е сега во моментов заменик председавач со Светската федерација, а во моментот кога беше во 2019 година, тој беше тогаш председавач на целата Светска Аикидо федерација. Благодарение на заложбите наши, на Кеизава Сенсеј, на сите во Македонија, Македонија тогаш малце подоцна од преговорите и разговорите и начинот на кој што се увиде дека е ситуацијата во Македонија, стана член од Светското аикидо семејство. Значи, клубовите се соединија, направија заеднички организации и заедничките организации влегоа во Светската аикидо федерација. Инаку Кеизава Сенсеј е човек кој што има долги години во аикидото како учител и како човек кој што вежба. Бил на сериозни функции и има завршено 2 факултета, од кои што едниот е во Токио, а другиот е Харвард. И во доџото и надвор од доџото имаме многу теми за кои што може да разговараме. After COVID, there are many places that I couldn't travel to, and Macedonia was one place that I wanted to come. And although the big invitation is in Sofia this time, I said, let me visit Skopje as well. So that's why I'm here. Many people left Aikido. We couldn't recruit Aikido. Many dojos had to close, globally I mean. So the impact has been very negative, but for those that love Aikido, it gave us an opportunity to study the possibility of doing Aikido at a much deeper sense. So I did about 2 years through Zoom, and in doing Zoom, I'm looking at the camera, and I don't see the people. I don't have a partner, and I had to develop classes for people that would have to visualize and see how Aikido could be applied in certain ways. I will not do those techniques today, but tomorrow evening I plan to share with the people in Skopje the things that I studied for 2 years, and it made my Aikido quite different. Aikido is very effective when you realize that when human beings were primates, we are descendants perhaps of
I wouldn't say monkeys, but we had to walk with the help of the arms and the hands. And we have learned how to stand up with 2 feet. My point always is that the feet, 1 foot has 26 bones, so with 2 feet we have 52 bones, and the whole body has only 206 bones. So balance and posture is something very important to think about, because that's what we use to destabilize the opponent. If someone attacks, we use that force, and gradually we will make the other person lose the center, and while you maintain your own center. And that mentality is very important, not to lose. If you try to do it by force, then if the other person is stronger than you, then you cannot move. But if you start thinking how to maintain the balance, and I wish I can continue even when I'm 80 years old. Next year at 75, I will step down from official position. Not because I cannot do it, it's because I feel that young people have to have the opportunity to lead. So I enjoy Aikido in that way too. Аикидото е вештина која што може да ја применуваат различни возрасти и претпоставувам според она што го гледам не е пресудно колку сте високи, која телесна тежина ја имате. Пречи ли? Менува ли нешто? Не, воопшто не. Воопшто не менува, затоа што човечката анатомија е еднаква. И за мажите, и за жените, и за помалите, и за поголемите луѓе. Идејата е да се знае, се учи таа анатомија, затоа што при аикидото има неколку важни моменти кои што се користат. Се користат акупресурни точки на човековото тело и се користи анатомијата на човековото тело. Значи, начинот на кој што работат мускулите, начинот на кој што слабите точки функционираат кај секој човек може да ги изедначиме. Начинот на кој што секој губи баланс, се вади од баланс, исто така може да се изедначи. Тоа се некои физиолошки и анатомски карактеристики на секој човек. Многу е важно дека ние почнуваме од тоа да имаме соодветна дистанца, да имаме соодветен став, да ги најдеме слабите точки и начинот на изведување на противникот и натаму да го неутрализираме партнерот, не е тој противник, затоа што ние нападот го гледаме како движење. Да, овде нема, тоа е многу важно, немаме победник. Сакам уште еднаш тоа да го потенцираме, кога нели ги применувате вештините, туку како беше правилото, оној кој што напаѓа? Тој кој што напаѓа секогаш губи. Секогаш губи. Во принцип самата идеја да нападне човек некого и во суштина филозофски е лоша, не е правилна, и во тој момент тој го покажува својот напад и со самото тоа се открива. За да може другиот да искористи од арсеналот на она што го знае, вештина, да дојде до позиција до која што ќе го неутрализира. Инаку од мноштвото вештини кои што ги има во Јапонија, токму токиската полиција за растерување на толпа и дел од специјалните единици го користат аикидото како сериозна вештина за неутрализирање. Кај нас во Македонија дали некој пат некој ви се обратил за било каква обука на лица кои што се задолжени да се грижат за нашата безбедност или чија професија подразбира дека за нив е подобро да знаат поголем број на вештини? Да, сме имале обуки. Сме имале обуки на неколку агенции за обезбедување кои што сватиле дека им треба нешто повеќе од вештина за самоодбрана и за начин на обезбедување, филозофија, начин на размислување при обезбедувањето. Имавме исто така, веднаш штом се вративме од Јапонија, го споделивме дел од нашето искуство со студентите од Академијата за безбедност во Скопје. И се надеваме дека дел од тоа кое што ние го пренесуваме ќе најде
место соодветно во начинот на обучување на следните кандидати. We learn in many times that when you are confronting a situation of panic or anger or sadness, we tend to react too soon. So we have to learn how to take a deep breath and count up to 5 and let the negative feeling go away. But some people haven't reached to that stage and take action too soon that eventually they will regret. So this is a maturing process, I think. And the more you find that if you attack someone, you are creating an opening for the other to put you down, then you start thinking, should I do it? Right? Што во вашето секојдневие и во односот кон приватниот дел од животот и професионалниот дел од животот се промени и вие променивте откако малку подобро ја запознавте филозофијата на аикидото? Принципите на аикидо излегуваат и надвор од доџото, односно местото каде што се вежба, затоа што некако се универзални принципи. Принципот на почит кон секого, принципот на почит на оној кој што е постар, затоа што сенсеј значи некој кој што е роден порано. Тоа е правата по буквален превод или значење на зборот, правото значење на зборот. Почит кон секоја индивидуа и идејата да се прави хармонија околу нас. Значи аикидо е составено од трите букви ај, хармонија или љубов, ки внатрешна енергија или до. Пат, и тук или животен пат. Начин, значи ако го преведеме доаѓа до еден превод на начин на хармонизирање со собствената енергија. Ако самата индивидуа е хармонизирана сама со себе, таа може да биде хармонизирана и со другиот човек. Ако ние тројца сме во хармонија и имаме идеја да правиме хармонија, ќе го направиме ова што го правиме сега. Правиме една емисија каде што ги охрабруваме другите луѓе, ги едуцираме другите луѓе, ги информираме за нешто ново и се трудиме да ги направиме подобри. Не да се надпреваруваат со други луѓе, туку идејата на Осенсеј кога е создал вештината и разликата меѓу аикидото и спортот е дека идејата била секој да стане подобар човек од самиот себе си. Начинот на комуникација, начинот на дистанцата меѓу луѓето, начинот на кој што треба да се однесувате со останатите луѓе, па и во начинот на преговарање, да знаете кој е вашиот став, која е вашата најдобра позиција. When we met last time, I was chairman. I am 73 now, and in September I will be 74. And I feel that Aikido has allowed me to stay physically and also mentally very clear, and has allowed me to maintain a long-term relationship at family and with friends, and I'm trying to unite more and more Aikido people. So for me, Aikido has been nothing but blessing, I have to say, yes. Првиот пат кога јас дојдов на ваш терен, просто мора да бидам искрена, не знаев како таму треба да се однесувам, но добра прилика за да научам. Се надевам сега ќе се коригирам. Има навистина убав ред и една убава хиерархија. Ако споредите со годините во минатото, еве пред 10 или повеќе години и сега, знае ли да биде потешко, особено со помладите генерации, да ги научите на ред и дисциплина? Некако сите се жалиме дека порано биле поинакви генерациите, малку подобро знаеле што значи почит и почитување на ред, или тоа нема врска, едноставно кога некој ќе дојде, се вклопува во атмосферата? Затоа е нашата одговорност таму пред се да ги научиме и децата, а и возрастните да се однесуваат според правилата во школата. Значи, и вие бевте сведок на тоа дека кога се влегува не може туку така да се истрча, да влеташ на тренингот. Прво, поради вашата безбедност и безбедноста на останатите. Замислите додека некој вежба, некој
од надвор да влета во самиот тренинг. Нормално дека може да настане повреда. Со самото влегување во салата се поклонувате прво во салата, седнувате на татамите, тоа се оние душеци на кои се вежба. И не влегувате сами, туку чекате дозвола од сенсеот кој тогаш предава на часот да ви дозволи да влезете. И секако кога ќе влезете, не можете исто така да влетате во средината на татамите, туку ќе треба да одите по страна за најбезбедно да стигнете до вашето место. Она што е многу важно исто во аикидото е дека аикидото научи на благодарност. Сваќаме дека едни без други не можеме. Ние се поклонуваме и према оној со кој што вежбаме на почетокот, со една замолница на јапонски да вежбаме заедно и со една благодарност на крај што сме вежбале заедно. Значи благодарност е нешто кое што го темели нашето живење. Ако ние не сме благодарни, на пример, на вашата покана, на камерманите кои што не снимаат, на луѓето кои што се во режијата, сите тие прават ние да направиме нешто подобро. Значи морам да имаме благодарност кон сите. Благодарност што сме живи, благодарност што сме во можност да ги кажеме овие работи и благодарност да ги мотивираме и другите да живеат така. Затоа што колку и да сте добри во модерната психологија, доаѓа случај да ако немате благодарност кон она што сте го направиле, вашата личност работи спротивно на вас. На фотографиите кои во позадина одат и на оние кои што сите јас ги разгледував, евидентно е дека се употребуваат и некои помагала или оружја, како е правилно да ги наречам? Па, тоа се оружје. Оружја, добро. Тоа се дрвени копии на оригиналните оружја. Само објаснете ми улогата, бидејќи нели зборуваме за одбрана и сега малку да биде појасно. Во принцип, аикидото произлегува од неколку различни вештини кои што ги вежбал, ги осознал осенсеј. Кашима шинториу, дајториу, аикиджицу, тоа се техники и со оружје и без оружје. Произлегува од самурајските техники. Токму поради тоа се користат оружјето. Оружјето ве учи да ја знаете дистанцата подобро помеѓу едниот и другиот. Оружјето ве учи да искористите ако имате нешто при рака во самоодбрана. Да знаете како да бидете поефикасни. Начините на движењето на оружјето, кога се вежба со оружје, ве учат точно да ги правите движењата кои што ги практикувате без оружје. Значи движењата на отсекување со мач, со јапонска катана, се истите тие движења кои што ги користиме за многу техники во аикидото и многу полесно е кога се покажува со дрвен мач. Не користиме оригинална катана за да покажуваме. Во аикидото има посебни техники одбрана од оружје и одбрана со оружје. Вие зголемува веројатноста да преживеете. Да, има логика. Вие зголемува веројатност да преживеете, да. Тоа е секогаш клучно на поготово кога работиме со оружје, обично се работи кај повозрасната популација, значи од 12 години па нагоре. Таму кога ги изучуваме овие техники, секогаш напоменуваме дека треба да се пазиме од оружјето, но и треба да го цениме оружјето во истото тоа време. И секако дека учењето со катана, односно бокен, тоа е дрвен мач, им кажува на учениците како да се справат, но и како да го употребат истото ова оружје. Во принцип има 3 нивоа на конфликт. Едното ниво на конфликтот е кога имате сила со сила и тие се судираат. Да. И тука ќе стане нешто лошо, ќе трпат штета и двете страни. Мора да има последици. Мора да има последици. Второто ниво е кога има некаква сила, од другата страна има некој што аплицира некакво знаење. Тоа е силата и вештината. Тогаш се случува
нешто друго, трансформација на силата во своја полза ако се владее вештината и неутрализација на противникот. Меѓутоа највисокото ниво е секогаш да бидете победник, е никогаш да не влезете во конфликтот. Тоа е најголемата историја. Имало можности каде што лично јас реално сум бил, можеби да не сум го имал овој мајндсет на аикидото, можеби би влегол во конфликтот, меѓутоа не сум влегол. Ние не учиме за вештини во училиштата, ние не учиме за вештини во факултетите. Ние немаме предмет вештини. Ние имаме предмет факти и знаење. Ние испитуваме дали некој знае. Не треба дали некој знае, него дали некој може да се носи со тоа. Вештините или она што денес е најмодерно во корпорацијскиот свет, меките вештини, се токму тие. Начин на преговарање, начин на решавање на конфликти, начин на однесување, начин на комуникација. Многу пати ние не знаеме да дадеме критика. Тоа се учи. Се учи. Ние треба да ги научиме вештините, не треба да ги научиме фактите. Треба вештината се учи преку вежбање. Не може да ја научите од 30 часа, мора да ги практикувате. Редовно. Да. Во она што е моја втора професија, ангажман, медиација, решавање на вонсудско решавање на конфликти, многу пати овие источни техники и вештини што сум ги стекнал во аикидото ги применувам. Многу пати меѓу две конфликтни страни, вие да им помогнете си го решат спорот. Затоа што секој што има конфликт или што има спор е заведен од сопствената свест, од сопственото его, кое што не е секогаш лоша работа, меѓутоа од сопствените интереси и не ја гледа другата страна. Не ги гледа интересите на другата страна, ги гледа сопствените интереси. И ние тоа не го учиме во училиштата. Тоа е нешто што треба да се учи во училиштата. До ден денес, дали редовно вие двајцата заедно вежбате и ги подобрувате своите вештини? Или почесто има спроти вас некој друг? Не, секогаш заедно вежбаме, да, и се обидуваме секогаш да бидеме во континуитет и да вежбаме, се разбира, да. Значи тоа уште од времето дали сум помал па послаб или посилен? Не, значи сите учиме едни од други. Мојот аспект на гледање на работите е различен од вашиот, е различен од неговиот, е различен од аспектот на камерманите, например. Меѓутоа, сите тие различни аспекти ни даваат една целина на она што е суштината на нештото. Инаку ќе имаме само еден кадар и нема да различните аспекти, како и во животот, од повеќе страни кога гледате една работа, таа работа ви изгледа поинтересна. И поинаку и се воодушевувате на таа работа. Ние го загубивме начинот на кој што се радуваме на нештата, се воодушевуваме на нештата, ги забележуваме нештата. Тоа е многу важно. Тоа е начинот на кој што никогаш нема да биде досадно. Секој настане нов, секоја средба е нова. Тоа пак доаѓа од аикидото. Секој напад е нов напад. Не може да кажете, да, јас сум ја направил оваа техника илјадници пати, сега ќе ја направам малце поразлично или ќе ја направам онака површно. Не. Треба да се направи како што треба. Секој напад е нов напад. Секоја сделка во бизнисот е нова сделка. Секој клиент е нов клиент. Секој разговор е нов начин на кој што може да се учи. Да, времето е ограничено, меѓутоа од нас зависи како ќе го искористиме. Дали во тоа време што ни е дадено, во овој живот, ние ќе научиме нешто или нема да научиме. Да, имајте во предвид дека за прв и последен пат сме на планетава Земја. Што се случува после, не знаеме или може да претпоставуваме, меѓутоа дајте додека сме тука да направиме хармонија. За мене искрено многу убав и многу инспиративен разговор. Благодарна сум ви многу што ми направивте чест да бидете мои гости и се надевам дека и за нашите гледачи беше така, а уште повеќе се надевам дека преку снимките и преку она што ќе го доловиме од семинарот кој што предстои, ќе биде сето ова поблиско за нив, поедноставно да го разберат и можеби ќе ги инспирираме да се убедат дали во нивниот живот една ваква вештина можеби би донела позитивни промени. Благодариме и ние на можноста да
бидеме дел од оваа емисија и ве поздравуваме и вас и сите гледачи на Тел. Да, до некоја следна прилика, нели? сега. Ви благодарам Сега. многу. Мислам дека е соодветно да завршаме еве со една изрека на познатиот О Сенсеј. Ја пронедов на, да пофалам, преубавиот вебсайт каде еве нашите гледачи можеби ќе пронедат и плюс информации ако нешто пропуштивме, а вели неуспехот е клуч на успехот. Секоја грешка не учи на нешто. Се надевам, уште еднаш велам, дека сето ова што го слушнавте и за вас значеше позитивна информација плюс и нова инспирација, затоа што вреди да се трудиме секојдневно да бидеме подобри во што и да правиме. Ние ќе се потрудиме и следниот викенд за вас да имаме нови, убави, интересни и едукативни теми. Ако ова што го правиме ви се допаѓа, верувам дека ќе бидете со нас во 16:15 во недела на телевизија Тел. До тогаш довидуваме.